Криминалот на претходната власт во Рек Битола со најновата кривична заместење на тендер тежок 1,7 милиони евра целосно исплива на површина, со оглед на тоа што за злоупотреби во државните електрани веќе им се суди на 37 луѓе и фирми. Но за време на владењето на СДСМ и ДУИ одекнаа голем број корупцијски афери, како што се Соравија, Државна лотарија и бегалецот Груби, струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, со мнежите за злоупотребите со адаптацијата на спортскиот центар Борис Трајковски за самитот на ОПСЕ и речиси во сите афери с имиња на функционери од СДСМ и ДУИ или нивни блиски луѓе. За сите скандали поврзани со тешки милиони во евра се водат истраги и проверки, а им се суди само на директори од Рек Битола, обвинети за нелегална набавка на адитиви. Останатите случаи тапкаат во место. За бегалецот и функционерот на ДУИ Артан Груби и криминалите во Државна лотарија од јавното обвинителство информираат дека истрагата е завршена, но понатаму не може ништо да се направи, бидејќи осомничениот е бегалец. Се врши финансиска истрага против осомничените и покрај тоа што надлежниот јавен обвинител ги издаде сите потребни наредби за распишување домашни и меѓународни потерници за двајцата осомничени кои се во бегство, меѓу кои лицето кое го наведувате, полициските органи се уште трагаат по нив и тие не се достапни за да може да продолжи кривичниот прогон. Под истрага се поранешни функционери и луѓе блиски до врвот на ДУИ СДСМ, но се далеку од судска разрешница. Еден од нив е Ристо Крмзов, бизнисменот од Струмица и кумот на Заеви, кој е под сомнение за тешки финансиски малвразации. За него тече рокот од 6 месеци за обвинителството да му поднесе обвинение. Според обвинителството, заедно со него приведени се вкупно 22 луѓе, од кои 8 се инспектори на УЈП, 4 се сметководители, а останатите се роднини и пријатели на Крмзов, кои биле директори на неговите фирми. Тие се осомничени дека со фиктивни купопродажни договори земале поврат на ДДВ, кој не им следувал. Станува збор за криминал од нешто над 90 милиони евра. Една од истрагите која што е далеко од завршница е и случајот со компанијата Пуцко Петрол за набавката на мазотот за ТЕЦ Неготино. Осомничениот Асмир Јахосхе, синот на пратеникот од ДУИ, излезе од притвор без да е завршена истрагата. Скопска апелација ја прифатила гаранцијата од над 2 милиони евра и му определи мерки на предпазливост. За последниот скандал со прислушувањето од минатата власт, ни државниот обвинител Куцевски, ниту шефот на организиран криминал Абази не мрднаа со прст.